Добар ден, започнува дневникот на Канал Пус. Во продолжение проследете кратката најава за дел од содржините. Денешниот ден 9 мај се одбележува по повод Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. Македонија, иако не е членка на Европската унија, секоја година со низа активности го одбележува овој ден. Возач на моторцикл Веспа кој возел со брзина повисока од дозволената успеал да удри во 6 мина пешаци, а двајца од нив се повредени. Со 10.000 парчиња под Младион краб, поривено Калиманското езеро. Денешниот ден 9 мај се одбележува по повод Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. Ден кога се одбележува европскиот идентитет и заложбата за заедништво на сите народи на стариот континент. Македонија, иако не е членка на Европската унија, секоја година со низа активности го одбележува овој ден. Денешниот ден 9 мај се одбележува по повод Денот на Европа и Денот над победата над фашизмот. Ден кога се одбележува европскиот идентитет и заложбата во заедништвото на сите народи на стариот континент. Македонија, иако не е членка на Европската унија, секоја година со низа активности го одбележува овој ден. Представници на локалната самоуправа, делегација на борци и на АРМ, начело со градоначалникот Илчо Захариев, денес со полагање цвеќе и пригоден говор им одадоа почит на паднатите борци. Пред генерал маршал Жуков и Црвената армија во Берлин капитулира нацистичка Германија. Една војна која се водеше 6 години и која однесе 60 милиони луѓе. 60 милиони жртви завршија за време на Втората светска војна. Интересно е каква е генезата на фашизмот и ќе направиме една малка хронологија од она што значил Хитлер и што се случува денеска. Битно е да нагласам дека после Првата светска војна и капитулацијата на Германија, Германија исфрустрирана после тешкиот пораз во Првата светска војна, бараше решение и замислете една група на луѓе, начело со Хитлер, формираа национал-социјалистичко движење и ја формираа најзлочестата партија што е памти човештвото. Цвеќиња беа положени и на спомен обележјата во местноста Кртеке. И во Делчево, како и низ цела Македонија, се одбележа 9 мај, Денот на победата над фашизмот и Денот на Европа. На денешен ден, пред 70 години, падна најголемото зло што му се закануваше на човечкиот род – фашизмот како сила, како идеологија. Во тешко извојуваната слобода, животот тогаш го загубија 153 делчевчани. Денес во таа чест пред споменикот на паднатите борци од Народно-ослободителната војна, свежи цвеќиња положија делегација од општина Делчево, представници на организации и институции од општината, политички партии, Сдруженијето на пензионери и Сдруженија на граѓани. Пригоден реферат за значењето на овој датум како победа над фашизмот и ден што се прославува во цела Европа, пред присутните гости прочитаат членовите од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. На 15 минути пред полноќ во непосредна близина на трговскиот центар во Штип се случи сообраќајна незгода. Возач на мотоцикл Веспа кој возел со брзина повисока од дозволената успеал да удри во 6 мина пешаци, а двајца од нив се повредени. По краток период пристигнало возилото на брзата помош. Во клиничка болница се однесени 2 повредени лица. Станува збор за студентка од Турција и нејзината сестра. Некаде после 2 часот по полноќ на одделението за максилофацијална хирургија донесена е повредена пациентка. Повредите беа во вратна регија поради удар од мотор и потоа пат на остра ивица. Се работи за длабоки повреди на меките ткива на вратот, пошто е извршена хируршка интервенција и пациентката се наоѓа во стабилна состојба. Значи овде на клиничка се уште не е пренесена во Скопје? Да, на клиника е на одделението за максилофацијална хирургија. Така, во каква состојба е сега? Стабилна состојба. Се работи за студентка од Турција. Сестри, родена сестра нејзина. Е исто повредена. Меѓутоа прегледана е, мислам дека ортопедска е повредата и не е задржана лекување. А други нема? Нема, двете сестри само повредени.
Со 10.000 парчиња подмладон краб порибено е Калиманското езеро. Рибниот материјал е обезбеден од Рипроцентарот Акватика од Неготино. Порибувањето го изврши риболовното здружение Шаран со средства од 200.000 динари обезбедено од општина Македонска Каменица. Со 10.000 парчиња рибен материјал краб се збогати Калиманското езеро. 200.000 денари обезбеди општина Македонска Каменица за риболовното здружение Шаран, согласно програмата за поддршка на невладините организации, средства кои беа искористени за обезбедувањето на рибниот материјал. Согласно таа програма, во оваа година се обезбедени 200.000 денари кои што се одобрени со одлука на Совет за порибување како и за организирање на купот во риболов. Денес заедно со представници од риболовното друштво, но и од инспекторатот за земјоделие учествуваме на порибувањето во Калиманското езеро. Мислам дека овие активности кои што ги спроведуваме од претходните години и оваа година, се надевам дека ќе продолжи во иднина, се од огромно значење за сите они од општина Македонска Каменица и пошироко кои што имат љубов кој овој спорт кон риболовството. Се надеваме дека риболовното друштво ќе направи се за да биде заштитено во периодот од годината како тоа треба да биде заштитено и да створиме едни добри услови за развој нови спортски туризам во општина Македонска Каменица. Збогатувањето на рибниот фонд во езерото пак ќе резултира со зголемување на бројот на спортско-рекреативните риболовци на брегот на Калиманското езеро. Порибувањето го завршивме баш во овој период, бидејќи моментално трае забраната за риболов, која што е од 4 мај па се до 5 јуни. Оваа година имаме зголемување на членството и продажба на годишни дозволи и се надеваме дека ова ќе допринесе за уште поголем број на дозволи и посетеност на нашето езеро. Новиот подмладок на краб е во одлична здравствена состојба и порибувањето е извршено успешно без смртност кај младите примероци, истакна државниот инспектор за земјоделство. Порибителниот материјал е во одлична здравствена состојба. Порибено е со една извонредна количина од 377 килограми. Рибата одлично се прилагодува во водите на езерото и се надевам дека риболовците ќе бидат уредни и нема овие денови да доаѓаат на езерото да ја ловат оваа риба, бидејќи треба време да се прилагоди. Риболовното здружение Шаран од Македонска Каменица во моментов има над 150 членови, од кои се бара уредно да ги почитуваат условите за риболов во Калиманското езеро. Злоупотребата на аналгетици може да доведе до компликации на здравствената состојба. Лекарите советуваат строга внимателност при земањето на лековите, а најважно е да се употребуваат кога е неопходно. Фактот дека се почесто луѓето при болка земаат на своја рака аналгетици за облажување на болката може да резултира со нарушување на организмот. Аналгетиците секако се корисни за пациентите и затоа и се пуштени во слободна употреба за главоболка, за боболка и друг вид на болки. Сепак со често конзумирање знаат да направат проблем воопшто на здравствената состојба. Меѓутоа, од друга страна, опасноста е злоупотребата, како што спомнувате, и таа е присутна кај одредени пациенти од неколку причини. Прва причина на злоупотребата е неинформираноста на пациентите, втората причина е зависноста. Значи, аналгетиците како такви можат да створат зависност, и зависноста од аналгетици е секако опасна работа, бидејќи тие пациенти не можат дневно да минат без да ги земат. Значи се ствара една лоша навика, која користот од лековите се губи и многу често се добиваат штетните нус ефекти. Злоупотребата може да биде ризична за посериозни заболувања, односно може да се појави и компликации со побрезите. Значи има луѓе кои користат, да речеме, кафетин за главоболка со години и години секој ден. Таквите луѓе се во опасност покрај вообичаените нус ефекти на лековите да добијат и одредени бубрежни компликации како што се искривување, оштетување на каналите кои може да бидат трајни. Лекарите советуваат строга внимателност при земањето на аналгетици, да се држат според опатствата, а најважно да се употребуваат кога е неопходно. До понеделник ќе се носат решенијата за данок на имот и опомената за должниците. Доколку не платат навреме, долгот присилно ќе им биде наплатен.
Од почетокот на 2015 година, со тоа што лично градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев прв ја исполни граѓанската должност и го плати данокот на имот, штипјани започнаа да ги добиваат решенијата. Од надлежното одделение при општина Штип дознаваме дека совесноста на физичките и правни лица е на високо ниво и дека наплатата на данокот на имот се движи според предвидената динамика. До 10 мај ќе завршиме со текуната година доставна решенијата за данок на имот и опомените, а после тоа следува наплата по присилен пат. Така да граѓаните тие го знаат и кои имат добиено решение и опомени да си завршат својата обврска во предвидениот рок. Постојат и такви кои немаат платено со години наназад. Затоа граѓаните треба темелно да ги прочитаат добиените решенија, бидејќи е напишано дека последен рок за подмирување на долгот е 15 ноември 2015 година. Долгот е некаде околу за физичките лица околу 100.000 евра, ненаплатено, тоа се за последните 4 години. Има ли можност за плаќање на рати? Значи, во самото решение постои можност граѓаните, односно даночните врзници, да си подмират својата врска на рати. Меѓутоа, плаќањето треба да биде, доколку го користат ја користат оваа можност во средината на кварталот. После тоа ќе следува генерирање на камата за тај период после 31 декември. Доколку не го сторат тоа во предвидениот рок, постојат повеќе начини за присилна наплата. Некои наши сограѓани веќе се запознати со оваа постапка. А имавте ли долг од изминатите години? Па имав. Дури блокада имав на банка да пензија да не земе и така. И сега решен проблем? Па да, имам преплатена. Освен блокирање на сметка преку извршител, општина Штип има склучено меморандум со Агенцијата за вработување за споделување на информации поврзани со должниците за нови начини на наплата. За да не стигнат до тој степен, повеќето штипјани веднаш по добивањето на решенијата плаќаат колку е потребно. Добивме решение, али на време си е се подмирено и како секоја година се плаќа нормално. Сега малку се подигнати цените оти дворното место не беше комплетно откупено, па го откупиме и ради тоа. Плаќаме. И то на крај на годината. На крај на годината? Да. А решение за оваа година добивте ли? Добивме. Плативте ли? Не сме платили уште. Ке чекате крајот на годината? Крај на годината, да ги собереме парите. Така, голема ли ви е сумата? Не е голема, 1200-300 динара. Плаќате ли редовно данок на имот? Плаќам. Добивте ли решение за оваа година? Доби. Го подмиривте ли долг? Се готово. Шом приеме пензија и плати, мора да плаќаме. Нормално државата треба да функционира. Подмирено е за оваа година. Още вториот месец подмирено. Точно 15.600 решенија за данок на имот до 10 мај ќе бидат доставени на физички лица и околу 250 евидентирани правни лица. Тоа значи од наплатата на данокот на имотот 300.000 евра е вкупната сума која влегува во касата на општината, средства кои потоа се пренаменуваат за инфраструктурното уредување на општината, односно сето она кое граѓаните го имаат наведено како приоритети. Новинарите од Истокот синоќа го изброја и наградија најдоброто од Истокот. Регионалниот центар Исток врачи 14 признанија на институции, компании и поединци заслужни докажани во својот домен на работа. За прв пат во историјата на новинарското здружување и обстојување на македонските простори, колегите од Истокот на ЗНМ направија еден голем чекор кој треба да пренесе и голема порака до сите останати. Тие пишуваат, афирмираат, критикуваат, но знаат и да креираат, знаат да иницираат, да ценат и проценат. И после долгогодишните истражувања и анализи на теренот кои секојдневно го обработуваат, да го наградат и најдоброто. На иницијатива на регионалниот координатор Иван Бојаджиски, синоќа во Виница се избра најдоброто од Истокот. По претходна повеќекратна координација на членството од Истокот во амбиентот на хотелот Александар Парк, беа доделени 14 плакети во 14 различни области. Ние се одлучивме дека имаме многу институции, стопански предпријатија, поединци во областа на здравството, медицината, културата, образованието кои што прават добри работи за овој наш регион. Не можеме да ги избегнеме рудникот Саса, кој што ситуира 700 рудари и кој што одржува во живот цела една општина, а фала Богу на Господ и доведе од Република Македонија. Не можеме да ја избегнеме актива од Штип, најбрзо растечката компанија во регионот во периодот 2012-2015 година.
Не можеме да го избегнеме мак прогрес со предоцинчини кои го освои светот во дури 45 држави во целиот свет, од Виница до преко Америка до Африка и на сите континенти. Иницијативата на новинарите беше поддржана и од градоначалниците на Истокот. За прв пат имаме можност да ги видиме нашите најдобри компании, нашите најуспешни представници на регионот. Се надевам дека во иднина ќе имаме многу поголема конкуренција, дека ќе имаме многу успешни луѓе, многу успешни компании во секој поглед и се надевам дека нашиот регион, кој што морам да кажам дека пред неколку години се наоѓаше на предпоследното место во Република Македонија, односно на 7-то место од вкупно 8 региони, сега е на 3-то место. Во областа на стопанството за најдобар стопански колектив беше прогласен рудникот за олово и цинк Саса од Македонска каменица. Признанието за најбрзо растечка компанија се додели на Актива од Штип, а Мак Прогрес ја доби наградата за бренд од Винчини. Признанијата во областа на културата ги добија Димитар Узунски од Делчево за светска афирмација на националниот фолклор и драмскиот аматерски фестивал во Кочани за 50 годишната работа на афирмацијата на драмскиот аматеризам во Македонија. Општина Виница заслужено го доби признанието за хуманост. Хуманоста на виничани спасила илјадници човечки животи. Виничани се најголеми крводарители не само на републичко ниво, туку и на светско ниво. Ова ми е една од најдрагите награди што сум ги примил до сега. Меѓу присутните гости беше и швајцарскиот амбасадор во Македонија Стефано Лацарото, кој го прими признанието од Сдруженијето за особен придонес во заштитата на животната средина, а хотелот Аурора од Берово за најдобрата понуда во областа на туризмот. За најдобар лекар на Истокот новинарите ја избраа доктор Паца Доневска, специјалист пневмофтизиолог од Пробиштип, а Организацијата на жените од Свети Николе за најдобра невладина организација од регионот. Во областа на образованието следуваа признанија за гимназијата Славчо Стојмевски од Штип и ректорот на Штипскиот универзитет Саша Митрев. Признанието за најдобар спортист го прими Емил Павлов, добитникот на европското злато во карате. Ова награда за мене дава еден голем мотив повеќе да продолжим понатаму, да работам ако трпно, да освојувам уште многу награди. Во областа на спортот за афирмација на женскиот фудбал беше награден и женскиот фудбалски клуб од Кочани. Манифестацијата најдоброто од Истокот е зачеток на нови новинарски практики кои отвараат и нови страни во работата на медиумите, а според најавите, изборот нема да застане тука. Во пресред на сезоната на матурските свечености, полни раце работа имаат стилистите, козметичарите, бутиците и трговците со накити подароци. Најмалку 100 евра се потребни само за гардероба на матурантите, но сумата за прослава е далеку поголема. Се ближат матурските и апсолвентските свечености. Овде се вбројуваат и полуматурските, на кои ќе се прославува еден дел од животот каде учениците, средношколците и студентите постигнале одреден успех. Покрај женската клиентела доаѓаат и машки. Машката шминка подразбира контурирање. Исклучиво контурирање, многу нежно, речиси неприметливо, нанесување на флуидна пудра, водоотпорна. Големена е потрошувачката. Матурските се во тек. Има одзив на матуранти повеќе да се дотерат. Гледате модните трендови? Модните трендови, да, актуелни се кај нашите поготово. А доаѓаат ли од други градови за да купуваат? Има и од други градови, точно. За таа вечер, посебно понежниот пол, сака да изгледа прекрасно, заводливо и модерно. И се што е потребно за да изгледаат како што сакаат е добра идеја. Уште подобар фустан и костим и секако доволно пари за сето тоа да се овозможи. Матурската вечер се памети цел живот, а фотографиите ќе сведочат за времето кое е поминало. Токму затоа е важно да се изгледа убаво. Јас се радувам и се воодушевувам кога ќе дојдат матурантки, иако е многу напорно тие неколку денови, тие сите доаѓаат веќе обмислено и шминката им е како круна на целиот аутфит. Доаѓаат на телефоното сликани сандали, сликана роба, сликана фризура, така многу ми е лесно да соработувам со нив. Тоа е млада категорија на луѓе што следат трендови и ми е задоволство да работам со млади луѓе. Па просек 5000-6000. Со костим? Да, со комплет, со лептер, кошула, костим, панталона. Цените се движат различно, значи партикуларно се поскапи, поединечно е поприфатливо. Поединечно, како пакет е поприфатливо. Матурските и апсолвентските вечери се дополнителен трошок и за роднините, пријателите и сите кои се дел од овие свечености. Кај нас има многу познати брендови, кои што е, например,
Calvin Klein, Tissot, сега имаме нов бренд Longines, Cerruti, Armani, Esprit, Swatch, Casio Edifice, Just Cavalli. Кој светски бренд најчесто зборувате? Па тоа е веќе до самиот клиент. Секој клиент си има посебен вкус, дали сака да биде нешто поголемо, помало, зборам за часовници. Доста разгледуваат и брендиран накид, исто располагаме со брендиран накид како Calvin Klein, Just Cavalli, Miss 60. За матурантите и абсолвентите ова им е една од најубавите вечери, но што кога ќе се спомнат цените и колку сето тоа ќе ги чини родителите и неблиските? Сметам дека крајно време е да си ги промениме навиките. Да бидеме да кажем во тренд со времето. Да бидеме економични и практични. Да не се прави премногу големи гозби и да се задолжуваме. Задолжувањето е нешто најштетно и за младите и за старите. Веселбата е поважна отколку гардеробата. Па според нашиот стандард се доста скапи. Па скапи се. Да, скапи се. Меѓутоа ние одевме у Италија по гардероба у наше време. Така да не е скапо. Но според восеминатото не е скапо. Па имаше повеќе пари, мислам, Борено. Јас, например, мојата матурска си ја купив у Италија. А сега за денешниот стандард скапи ли се? Ма кој како се снајде. Може со помалку пари, може со повеќе. Некому скапо, некому ефтино. Сепак од наредната недела масовно ќе се слави во домовите и угостителските објекти. Во Русија започна одбележувањето на 70 години од победата над фашизмот со голема воена парада во Москва, во која учествуваа околу 16.000 војници. Советскиот сојуз изгуби околу 26 милиони луѓе во војната, повеќе од која било друга земја. Ракетата, што е производ на личната иницијатива на врховниот командант на војската на Корејската народна армија Ким Џонг Ун, е исполнување на најновите војно-научно-технолошки барања. Северна Кореја успешно тестираше подводна балистичка ракета што е опишана како стратешко оружје на светско ниво. Преносливиот проногички уред се базира на технологијата за далечинско наблюдување, која генерално се користи за пребарување на знаци на живот на екзопланети, лоцирање вселенски летела и за помош при мисии. Тој работи со испраќање на микробранови кон еден објект и со нивно одбивање се анализира повратниот сигнал користејќи софистицирани алгоритми кои се способни за филтрирање на бучавата, со што се детектираат и најмалите промени и движења. Пакистан го прогласи 9 мај за ден на национална жалост по хеликоптерската несреќа во која загинаа дипломати. Телата на 7 луѓе кои загинаа во хеликоптерската несреќа во Пакистан пристигнаа во воена база во близина на главниот град Исламабад. Меѓу загинатите во несреќата се амбасадорите на Филипини и Норвешка и сопругите на други двајца дипломати. Високи пакистански представници беа во американската воена база кога пристигнаа ковчезите со телата на загинатите. Во Ирак денеска имало големо бегство од затвор. Според Министерството за внатрешни работи, околу 40 затвореници избегале од затворот во источниот дел на Ирак, откако ги совладале чуварите. За време на нападот, според Министерството, загинале 6 полицајци и 30 затвореници. Поред властите, најпрвин започнала кавгата меѓу затворениците, но кога стражарите отишле да ги смират, затворениците ги совладале и избегале. Меѓу оние кои избегале има и осудени за тероризам. Општинското основно училиште Свети Климент Охридски го реализираше пролетниот крос надпревар во трчање со учениците од 6 до 9 одделение. Тие се надпреваруваа во дисциплините 300, 600 и 800 метри. Денес основното училиште Свети Климент Охридски од Делчево го реализира пролетниот крос во маратонско трчање предвиден во програмата на наставниците по ФЗО. Учество ќе зедат сите ученици од 6 до 9 одделение, поделени во 4 групи. И тоа 6 одделение момчиња и девојчиња и 6 и 7 одделение момчиња и девојчиња и 8 и 9 одделение момчиња и девојчиња ќе трчаат на 300, 600 и 800 метри. Ова воедно беше и првата активност на новоформираниот училишен спортски клуб Свети Климент Охридски од Делчево. Инаку ова е исто така и убава можност за подготовка на учениците кои што ќе земат активно учество во проектот Делчево трча за подобар живот.
Инаку во надпреварот за 6 и 7 оделение во женска конкуренција кои што трчаа на 300 метри, првото место и припадна на Ангела Васева. Најдобар во дисциплината 400 метри во машка конкуренција за ученици од 6 и 7 оделение беше Горан Начовски. Кај девојчињата кои што трчаа 800 метри за ученички од 8 и 9 оделение, победник беше Тамара Васевска од подрачното училиште од Селоград, додека исто така од подрачното училиште од Селоград ученикот Климен Стојменовски беше прв во дисциплината на 800 метри за ученици од 8 и 9 оделение. По успешната победа со Хоризонт Турново со 2:1 фудбалски клуб Брегалница утре ќе гостува кај Пелистер. Во рамките на 30-то коло утре ќе се одиграат останатите надпревари во плей-аут и плей-оф фазата. Брегалница во оваа пролетна сезона игра извонредно. Во одиграни 10 надпревари нема пораз, а има примено само еден погодок. Доколку играше вака и на почетокот на оваа година, сигурно ќе се бореше за добро место на табелата, а не за опстанок во лигата. Во плејот продолжува трката помеѓу Турново и Пелистер за место што води во бараж дуел за опстанок. Турново ќе се обиде да ја прекине низата од 5 средби без победа во мечот против последнопласираниот Тетекс. Стануваат до крајот уште 4 надпревари. Сите тие надпревари ќе играеме максимално честно и поштено, одговорно, се додека постојат, се додека теоретски не го обезбедеме опстанокот, ние кај нас нема опуштање, постои максимална мобилизација во сите редови и како што напоменав, до крајот на првенството ќе играме честно и поштено за боите на клуб. Единствено што ќе отсуствува е Николај Христов поради 5 жолти картони, другите сите ни се на располагање. Ние се уште теоретски не сме го обезбедили опстанокот во лигата, така да како на сите надпревари до сега ние ќе одиме да се надигруваме со нашите противници. Така ќе биде и во недела. Мислам дека како на сите надпревари кои поминаа досега, шефот ќе ни даде одредени задачи и во однос на сите тие задачи кои што ќе ни бидат поставени, ние треба да одговориме како фудбалери. Денес во спортската сала Јордан Мијалков во Штип се одржуваше завршен турнир во мини баскет лига на генерација од 2002-2003 година. Во завршниот турнир во мини баскет учество зедоа повеќе екипи од државата. На турнирот настапија екипите на Мемфис, Далас, Јута, Клиперси и Сан Антонио од Скопје, Торонто од Виница и домакинот Филаделфија Чунга Лунга од Штип. Распоредот на надпреварите започнува од 11 часот. Мини баскетот е една игра во која што дечињата преку игра треба да научат низ играта да научат да играт. Со други зборови, преку природните форми на движење, одењето, трчањето, скокањето, фрлањето, дечињата низ игра ги учиме да ги совладат основните елементи од кошаркарската техника. Имам играно 4 утакмици, од кои 3 сум бил најдобар стрелец. Имам играно 6 утакмици во јуниор лигата, еднаш сум бил прогресен за најдобар стрелец. 5 годишен мал јубилеј славиме денес официјално и Чунга Лунга како помагатели на целата оваа активност од мини баскет лигата. Инаку настапуваме со 2 селекции. Моментално присуствуваме на селекцијата 2003 и како резултати од 5 кола имаме 5 победи. Оваа екипа моментално и прво пласирана во мини баскет лигата. И 2001 кај таа селекција имаме променлив резултат, они од 5 одиграни имат 2 победи и 3 порази. Ова беше си во дневникот во 16 часот и 30 минути на Канал Плюс телевизија. Со повеќе информации следете не во дневникот во 20 часот и на нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатен ден!